Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Во првите 10 месеци од годинава ги саниравме последиците од светската економска криза со 2 пакети мерки вредни 760 милиони евра. Резултатите се веќе видливи. Во тешки услови успеавме да обезбедиме доволно храна, струја, енергенси, да ги поддржиме граѓаните и компаниите и да ја спасиме македонската економија. Цените на основните продукти веќе се намалуваат. Ефектите од целиот овој пакет мерки веќе даваат резултат и очекуваме во периодот што следи уште повеќе се намалуваат. Секако, дека има уште многу работа, но врз основа на економските параметри и резултати може да кажеме дека 2023 година ќе биде година на економски пресврт и нова надеж. Еден од инструментите за остварување на таа цел е буџетот за 2023 година, кој ги комбинира антикризните мерки со развојните политики. Со буџетот за 2023 година предвидени се дополнителни средства за исплата на плати и пензии, односно следната година повторно ќе имаме раст на минималната плата и на пензиите согласно новата методологија. 800 милиони евра се предвидени за капитални проекти. Тоа се средства директна инвестиција во локалниот економски развој и во домашното стопанство. Дека 2023 година ќе биде многу подобра од ова, потврдуваат и проекциите на ЕБОР, кои предвидуваат раст на македонската економија од 2,3%. Тоа, меѓу другото, ќе го постигнеме со зголемениот број на странски директни инвестиции, со трансформација на енергетскиот сектор, нешто што веќе интензивно се случува широм нашата држава. СДСМ и председателот Ковачевски имаат план кој обезбедува економски раст, подобар животен стандард и сигурна и стабилна иднина. Благодарам, повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.